Комората на здравствени работници го одржа своето редовно годишно собрание, кое освен со изборот на нов председател, извршен надзорен одбор и одбор на честа, помина во знакот на актуелната состојба околу се поголемото намалување на бројот на вработени здравствени лица во земјава. Председателот на Комората на здравствени работници, Борис Георгиевски, смета дека обезбедување квалитет на здравствените услуги, подобрување на континуираната едукација на кадрите, обезбедување квалитетна лиценца и лиценцирање на кадрите во и надвор од Македонија, како и осогласување на законските обврски се приоритет во натамошните активности на Комората на здравствени работници на Република Македонија. Македонското здравство посочи, после сите падови и успеси, секогаш го има предизвикот да обезбеди квалитетна здравствена заштита за сите. Имаме голем број на предизвици кои што произлегуваат од обврските на Комората, каде што треба да го унапредиме квалитетот на здравствената услуга, да го подобриме континуираното едуцирање на своите кадри со цел поквалитетно извршување на здравствените услуги, од една страна, од друга страна да ги задржиме сите медицински кадри, од медицински сестри, акушерски, забни техничари, фармацевтски техничари, медицински лаборанти, радиолошки технолози, физиотерапевти да останат во Република Македонија, затоа што и како системи, како држава сме исправени пред предизвикот наместо да одат надвор од државата да ги мотивираме со повисоки плати, со поквалитетно нивно едуцирање, со лиценцирање на нивната работа за подигање на самиот квалитет, а истовремено да останат во Република Македонија. Како што истакна председателката на Националното здружение на медицински сестри, техничари и акушерки Велка Гавровска-Лукич, здравствените работници заминуваат во странство да работат поради ниските плати во земјава. Подолг временски период се намалува бројот на медицински сестри на работните места, се создава суфицитарен кадар со отворање на многу средни медицински школи, платите по долго време не се зголемени, нема степенување на платите, нема мотивација, а условите во кои тие работат не се секаде исти, посочи таа. Од Комората на здравствени работници упатија барање да се формира тело кое ќе ја регулира и контролира нивната професија и веќе се предложени измени во Законот за здравствена заштита. Најавено е дека во 2019 година ќе има измени во каталогот на занимања.